Ски биатлон клубот Кочани и Скијачката федерација на Македонија на 23 јануари на падините на Пониква го организираа првиот натпревар од државното првенство во крос-кантри скијање на Република Македонија. Иако беше најавено учество на 5 клуба од државата, сепак најверојатно поради студеното време, 3 откажаа, па се сведе на натпреварувачите од Скирис од Скопје и СБРК Кочани од Кочани. Од кочанските надпреварувачи Голубинка Ѓорѓиевска и Јана Ѓорѓиевска во категоријата деца 1 ги освоија првите места, а Михаела Манева беше втора. Јас се викам Ана Ѓорѓиевска. Ова ти е прв надпревар или имаш и досега? Не, имам досега само 2 надпревари, ова ми е трет. Дали беше тешка патеката? Беше прилично тешка, затоа што вртевме 3 круга. Така? Си Имаше ли измори. проблеми некаде? Па имаше некои Незгодни места, ама ги минавме. Така. Задоволна си од тоа што го постигна? Да, сум Дали задоволна. може подобро? Може секогаш подобро. Со повеќе работа ќе биде Да, сигурно. со повеќе тренинг. И на кои други планински центри имаш посетувано, имаш? Бевме на надпревар на трка во Крушево и во Маврово. На тие два. Овде си како на свој терен во Кочани? Да. Овде ти најубаво. Да. Каква е конкуренцијата? Имаш пријатели меѓу овие надпреварувачи? Сигурно Па, привлачени. да, имам добра конкуренција. Во сите други категории во кои скопските надпреварувачи немаа конкуренција ги освоија првите места, постигнувајќи солидни резултати. Како беше трката? Тешка, лесна? Лесно. Лесна. Ја извози брзо. Да. Задоволна си? Да. Че напорна трката? Многу. Ама ја извози брзо? Да. Упорно. Со... Како си задоволен твојот настап? Добар беше денеска? Супер. Така. Каде имаш возено на други места се? Па во Маврово и тука. Теката беше не толку солидна беше патеката и имаше некои недостатоци. Јам настапувано во Србија во Сјеница, јам настапувано на Мавровски меморијал, јам настапувано на меморијалот Тоше, што се одржува во Крушево. Тоа како напредуваш, резултатите што постигнуваш? Па за тренирање од 2,5 години јас сум задоволен. Тренерот Суперлативи зборуваше за организацијата на трката, за патеката и за постигнатите резултати. Патеката беше прекрасна, тука сме веќе 7 дена на истата патека, се спремавме за апсолутно цела, по 2 тренизи секој ден правевме. Патеката беше прекрасна, децата се дружат, ова е малку поголем стимул за да видат и другите дека овај спорт постои во нашата држава и има надпреварувачи, има активности. Викторија Тодоровска е младински репрезентативка, да, во Скијачка федерација од оваа година. Ова година за прв пат е нејзина почетна година. Резултатите, јас како тренер нејзин сум задоволен, но секогаш да напредува и секогаш ќе тежнеме да биде се подобро и подобро. За шефот на трката Ѓорѓи Ѓорѓиевски, ваквите трки се најдобра промоција на Пониква и токму затоа тој ќе настојува да донесе уште неколку, што воедно ќе го популаризира овој спорт меѓу младите. Јас сум искрено многу задоволен. После доста време пак направивме една одлична трка според мене на падините на Пониква. Скијачко трчање е спорт кој што така не е доста популарен на овие простори, меѓутоа ќе се трудиме што повеќе да го популаризираме. Ски биатлон клубот од Кочани со своји надпреварувачи учествуваше денес, имавме од клубовите од Скопје исто така такмичари. Трката помина и во технички аспект, времето не постажи, и од надпреварувачки аспект многу добро. Наградите и признанијата на неуспешните им ги врачи Ѓорѓи Ѓорѓиевски, председател на СБРК Кочани. Покрај на Пониква до крајот на сезоната предвидени се уште 3 трки кои ќе се одржат на терените на Попова шапка,